Преминуваме на настанот на денот. Хавиер Солана, високиот представник на Европската унија за безбедност и надворешна политика, испрати повеќе пораки до македонската јавност. Најави да очекуваме добра вест за паѓањето на Шенгенскиот зид за Македонија, побара работа за датум за преговори и засилена работа на рамковниот договор, но испрати експлицитна порака за името. Повеќе од колешката Снежана Јовановска, која следеше посетата на Солана. Снеже, што всушност дојде Солана во Македонија? Знам дека сте нетрпеливи, но денеска не доаѓам со датум за преговори. Затоа пак носам добри вести за македонските граѓани, а тоа е дека наредниве денови треба да очекуваат препорака за укинување на визите. Ова го изјави Хавиер Солана, високиот представник за надворешна и безбедносна политика на Европската унија, денеска по едночасовната средба со премиерот Груевски. Хавиер Солана очигледно дека не сакаше пред време да ја обелодени официјалната визната либерализација, затоа што тоа треба да го сторат неговите европски колеги, односно еврокомесарите за проширување Оли Рен, како и за правда и внатрешни работи Жак Баро, токму утре во Страсбург, кога и официјално ќе ја соопштат препораката на Европската комисија со која што се предвидува укинување на Шенген визите за Македонија, Србија и Црна Гора. Генерално, Хавиер Солана денеска дојде во Скопје со 3 пораки. Првата е дека е задоволен од реформскиот процес кој што Македонија го спроведува со цел добивањето на датум за преговори и со цел нормално да добиеме позитивен извештај во есенскиот, односно позитивни оценки во есенскиот извештај на Европската комисија. Втората порака која што им ја преточи на македонските власти се однесува на рамковниот договор, кој што, како што изјави Солана, особено му е близок до срцето. Имено Солана истакна дека во наредниот период интензивно ќе треба да се работи со цел до прецизирање, односно до имплементирање на одредени ставки од Охридскиот договор. Третата порака која што денеска ја кажа Солана е дека е импресиониран од интелигентниот начин на кој што македонските власти успеваат да се справат со економските проблеми. За разлика од многу европски земји, Македонија сепак успева да се справи со економската криза, некако, а тоа го покажуваат и бројките кои што се уште бележат економски раст. Предлагам да чуеме дел од изјавите на Солана и премиерот Груевски. But I'm happy to be back. And happy to be back, I think, with some good news. Good news for your country, and therefore good news also for you. As you know, and the Prime Minister has said, the question of visa facilitation, which is an important issue, is going to be resolved, and I hope that soon you'll have good news in the coming days, and that will, without any doubt, help the people of your country. I know that the impatience to have a date for the accession is there. I will not bring with me today a date, but I bring with me a spirit which is constructive, which is of good cooperation, which is therefore satisfaction of the way we are working and in the way your country is moving. I was impressed to see how you are handling a very difficult moment that every country in the world is going through. Nobody can escape from a complicated economic crisis. On the Aldrich Agreement, as you know, is very close to my heart. Things are moving. Still, there are a couple of things that have to be moved in a much rapid manner. And the Prime Minister has told me that this is going to be done, and I hope that that will be done. Реализација. Со господинот Солана исто така разговаравме и за други прашања поврзани со нашите односи со соседните држави, поврзани со регионот, поврзани со евроатлантските перспективи на регионот. Разговаравме и за состојбите внатре во земјата, за реформите во образованието, за нашето справување со економијата во овој тежок период во цел свет и за многу други напори кои што ги прави македонската влада за спроведувањето на Охридскиот рамковен договор. Ние сме задоволни од оваа средба и од поддршката на господинот Солана што имавме до сега и веруваме дека тоа така ќе биде